До септември треба да биде готов основниот проект за наколната населба во Дојран. Од Струмичкиот завод и музеј информираа дека тендерската постапка завршила и веќе е избран проектантот кој ќе го работи основниот проект за населбата и музејот на вода. За потребите на проектот, во моментов се разгледуваат две потенцијални локации на крајбрежјето, но конечната одлука треба да ја донесе општина Дојран. Она што е сигурно е дека населбата ќе биде поставена во Стар Дојран. Тендерската постапка е завршена. Имаме проектант, се работи на терен и до септември месец планирано е да биде готов основниот проект, каде што планирано е наредната година да преминеме и на реализација. Имаме две локации. Во моментов градоначалникот на општина Дојран заедно со неговиот тим очекуваме во најбрз можен период да ни ја потврдат локацијата за да може проектантот да го проектира проектот. Идната културно-туристичка атракција на Дојранското езеро значително ќе се разликува од заливот на Костите во Охрид. За разлика од Охридската населба, каде што сите куќи се сместени на една голема заедничка платформа, тие во Дојран ќе бидат поставени на посебни платформи, меѓусебно поврзани со дрвени мостови. Практично ќе има 3 платформи и на секоја од нив ќе има по една куќа, кој што ќе го презентираат животот на населението во тој период и е предвидено изградба и на музеј до самата наколна населба, каде што ќе бидат изложени предметите пронајдени од археолошките истражувања на археолошкиот локалитет Мардај. Наколната населба во Дојранското езеро беше откриена во 2012 година. Таа датира од преодниот период меѓу доцното бронзено и железното време. Оваа населба се смета за една од најбогатите и најразвиените преисториски населби од овој тип на Балканот. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.